Океј. Уште еднаш добро вечер на сите. Фала ви што одвоивте време, што се приклучивте и денеска да присуствувате на ова предавање. Денеска имаме едно предавање кое што од малку поразличен аспект ќе ни го представи скијањето, односно она за тоа што кое зборуваме ние веќе месец и пол. Денеска нема да зборуваме за ликови, за методика на учење, за жал ќе зборуваме за работи кои што се дел исто така од овој спорт. Повредите и првата помош на ски терените, како што може да видите на насловот на оваа презентација. Наши гостинки вечерва се докторка Јелена Голубовиќ и докторка Корнелија Ѓоргиевска. Нема да должам повеќе, знаете ли сите повеќе или помалку дека работат на Маврово. Како што зборувавме пред малку, многу од вас и намерно се повредуваат. Така да нема да должам повеќе и ќе ви предадам на вас за да може да го продолжите денешното предавање, односно вашето излагање. Повелете. Добро вечер на сите. Како што кажа Димитар, ние сме докторки во Ски центар Маврово преку зимната сезона. Јас сум доктор Јелена, која е доктор Корнелија. И чест ни е што не избравте да ви помогнеме и да ви едуцираме во врска со повредите и начин на помош при повреди на ски терени. Само малце. Сакам да започнам од златното правило, односно како треба да следи протокол на повредата и вашиот пристап при повреда на терени. Прво што треба да направите е да обезбедите терен. Тоа се прави така што вашите скии или било што имате треба да се постават над повредените, отприлика 1 метар над повредениот, скиите се ставаат во X. На тој начин ќе се обезбедите себе се и повредениот од, не дај Боже, другите скијачи да ве соберат. Потоа треба да се прегледа и да се востанови што е повредено. Пред ова да го направите, немојте да дигате никаква паника, затоа што може некој едноставно лежи, се одмара или повредата е минимална и нема потреба за понатамошен третман. Потоа треба да се викне помош на нашите терени, тоа е нашата мила служба Склепи. И доколку мислите да сте компетентни да пружите прва помош. Ќе продолжиме со најчестите повреди на ски терени. По нашето искуство дефинитивно е повреда на колено, отприлика 35% од сите повреди се повреди на колено. Потоа следи долен екстремитет, скршеници на подколеница, исчашување на скочен зглоб и повреда на стапало. Потоа горен екстремитет, рамо, рака, клучна коска. Продолжуваме со лакти, шака и најретката, меѓутоа најкомплицираната е повреда на врат, кичма и карлица. Повреда на колено. Ова, како што ви кажав, е најчеста повреда. На слика можете да видите механизам на повреда. Најчесто се повредуваат скијачи поради неисправна опрема, поради тоа што не им се откачила скијата или едноставно услови на терени и неискуство на скијачите. Како ќе препознаете повредено колено? Прво, повредениот има огромна болка, може веќе да има и присутен оток и намалена функција, што значи дека има неможност на свиткување и на исправување на ногата. Најчесто ние употребуваме компресивен или еластичен завој, како што гледате на сликата. Ваше е прво да установите дека има повреда, да викнете помош и доколку поседувате ваков еластичен завој, он се поставува 10 сантими под колено и 10 сантими над колено. Битно е да не е престегнат и да не е прелабав. Доколку имате обичен завој, не ви советувам да го поставите на колено, затоа што нема да направите никаква доблест. Добро е да се стави еластичен завој, дури чекате ски патрола, бидејќи ќе намалите болка и ќе намалите појава на оток на повредениот. Продолжуваме со повреди на долен екстремитет. Симптоми на скршеница се болка, деформитет, оток,
промена на температура и неможност на движење на екстремитетот. Ваше е да го прегледате повредениот, доколку имате можност да го имобилизирате. Повредениот се имобилизира со завој и со имобилизатор. Доколку имате сплинт, тоа е најдобрата опција, доколку не, штека, дрво, у некој случај ски, зависи што имате да е чврсто и да е доволно големина. Многу битно при имобилизација на долен екстремитет, никогаш да не ја вадите кондурата. Зошто никогаш не се вади кондура? Затоа што кондурата прво е одличен имобилизатор, значи чврста е, и второ, доколку имаме скршеница на долен екстремитет, при секоја мобилизација на кондурата, вие можете од најобична едноставна фрактура да направите изместена фрактура и повреден место да оди само гипс, да има индикација да мора да се оперира. Така што запамтите, никогаш да не се вади кондурата. Се што правите, било каква имобилизација, се прави преку кондура. При имобилизација секогаш се имобилизираат два соседни зглоба. Што тоа значи? Доколку имаме повредена бутна коска, ќе имобилизирате полк и ќе имобилизирате патела. Значи, имобилизацијата ќе оди од горниот дел од колкот до подколеното. Доколку имаме скршеница на подколеница, ќе оди од надколено до подскочниот зглоб. Ова е една од најчестите скршеници, а тоа е скршеница поради кондурата, како што ви кажав, чврсто е, не се откачува скијата и повредениот ќе му заринка скијата во некој хупсер и најчесто се случува на подколеница скршеница. Продолжуваме со горен екстремитет. Една од најчестите повреди е повреда на рамо. Рамо е комплексен зглоб, затоа што се состои од три коски, како што гледате на сликата, значи од клучната коска, од надлактица и од лопатката. Битно е повредениот да го прашате како падна, каде го боли и дали може да го поместува рамото. Битно е да го прашате како падна, за да знаете дали има исчешување предно или задно. Доколку паѓа на напред, најчесто се случува задно исчешување. Доколку паѓа на назад, предно исчешување. Тоа ви е битно при мобилизација, ќе ви покажам подоцна зошто. Симптоми на изместено рамо или на скршеница на некој од коските од рамениот зглоб се болка, паднато рамо и неможност за движење. Ова е еден пациент од наша амбуланта, паднат на Галички у Маврово. Како што гледате, паднато му е рамото, има деформитет на коската. Беше многу тешко соработлив, меѓутоа дечкото е, фала Богу, сега добро, го имобилизиравме и го транспортиравме до најблиска здравствена установа. Ова е принцип на имобилизација. Единствено што би ви кажала тука, доколку е повредено рамото, значи треба да имобилизирате соседен зглоб е следното рамо и лакт. Значи јас би имобилизирала соседното рамо. Преминуваме на рака. Како што ви кажав, симптоми на скршеница, деформитет, болка, отек, промена на боја и на температура. Овие се најчести повреди, механизам на повреда на шака и тоа изгледа вака. Ние у медицината ова го викаме колешова фрактура, за вас е битно запамтите изглед на вилушка. Кога ќе видите вака деформирана рака, 99% е скршеница. Треба да се имобилизира и да се праќа до најблизок рентген. Ова е начин на имобилизација, значи како што ви кажав, доколку е скршена надлактицата, се имобилизира рамо и лакт, доколку е скршена подлактицата, лакт и шак. Значи, секојаш две зглобни површини. Начин на транспорт, сакам да ви нагласам, пошто имавме коментари последниве години како ги транспортираме. Значи, кога е повредена рамо или рака, нема потреба пациентот да се транспортира во аки чамец. Доволен е или АТВ или моторна санка. Најкомплицираните се повреди на рбет. Кога гледате дека имате повреден, што се жали на болка во рбет, најбитното е да не го поместувате од место на повреда. Освен ако е животозагрозувачко некое место. Меѓутоа, мој савет ви е никогаш да не го поместувате без поставен
ова се вика шансова крвата, или и спинборд. Зошто е битно? Затоа што повредениот може да има благо напукнување на некој пршлен, со секоја мобилизација вие можете да му изместите делот од пршленот, да влезе во ребрениот канал и да предизвика трајна непокретност. Значи, што ќе направите кога ќе видите повреден пациент? Ќе обезбедите терен, ќе проверите прво притисок врз вашите прсти. Тоа изгледа вака. Значи, он треба да ве стегне, меѓутоа тоа се работи со двете раца. Кажете му да ве стегне. Ако притисокот е равномерен, горниот дел од рбетот не е повреден. Ако видите дека едната рака стега помалку од другата, јасно ви дава дека има повреден рбет. Второ е флексија на стапала како газ. Значи, притисок на стапалата како да стиска газ со двете нозе. Симптоми се болка, вкочањето, неможност за движење на екстремитети и трнење на прстите. Како што ви кажав, транспорт со шансова кравата и со спинборд. Уште нешто сакам да ви наговестам, никогаш не се вади кацигата доколку не сте поставиле шансова крага. Добро. Сега ќе преминеме на посекотини. Исто и тие се многу чести, затоа што знаеме при повреда, при пролизгување може да има директен удар од кантот ски и да се пресечат. Најчесто тоа се на екстремитети, затоа што заштитени сме со облека, но поради тоа што е остар како сабија кантот, може да направи и ампутација на прстот. Што е битно кај нас? Значи, вие како чувари на теренот, многу е битно прво да се заштитите себе си. Секогаш, кога пристапувате до некој повреден кој што има посекотина и гледате дека има активно крварење, значи тече од некаде, прво и основно е да ставите ракавици, да се заштитите себе си. Потоа, да истретирате добро раната, односно, прво и основно, стерилна газа да се стави директно на раната. Се вика дигитална компресија или директна компресија врз раната. Доколку не може тоа да се направи, доколку се уште има крварење, секогаш ќе одите над раната, ќе притиснете со нешто што имате, дали со завој, дали со друга газа, за да го заприте крварењето. Прво и основно. Второ, треба да изчистиме раната. Може да има снег, може да има нешто друго, кал или дел од облека која што е навлезена во раната, не смееме да ја оставиме во таква состојба, треба да изчистиме. Обично ние во сетот што го имаме за прва помош и ски патролерите, имаме хидроген и бетадин. Можеме и со тоа да изчистиме и со хидроген и со бетадин, а може и само со едно. Битно е да се изчисти добро раната и раната да биде сува. После потоа поминуваме со стерилна газа уште еднаш и ја врзуваме раната со уште една газа или завој над тоа. Дали едно прашање еве конкретно, дали знаете што треба да направите доколку има крварење од нос и како да го поставите повредениот? Дали треба главата на напред, на назад или во неутрална положба? Еве некој од вас чисто дали има искуство, ситуација или дали знае? Неутрална. Точно. Прво, значи, треба да го запреме крварењето, може со обична газичка, значи, или памукче да ставиме во двете ноздри, да се притисне на овој дел, значи на крилестиот дел од носот, и да се постави во неутрална. Затоа што ако поставиме на напред, може да има аспирација на крв во белите дробови и на напред и на назад, затоа е поубаво да биде во неутрална положба. Така ќе го спасиме и него и себе си. Значи, прво се заштитуваме себе си со ставање на ракавици, а после тоа го третираме повредениот. И секогаш да знаете, доколку има повреда од кантот ски, мора повредениот да му пренесете дека треба да прими серум антитетанус. Тоа чисто да го знаете како податок. Значи, ова е тоа што ви го кажав накратко. Третманот, прво е преглед, да ја видиме раната, колкава е, дали тече, дали само треба директна компресија или подврзување над раната. Секогаш да знаете, подврзувањето треба да биде колку да се сопре крварењето, не смееме да направиме циркулаторни пречки, како што е на третата слика тука, да помодри раката и да стане ливидна. Добро. Дали знаеме кога треба да повикаме медицинска помош?
секогаш или само доколку сметаме дека ни е потребна медицинска помош? Некој? Валјда додека ако Секогаш. сметаме дека е потребна секогаш, не знам, за мало дупче, само крв што тече, не би Точно. требало да викаме Или доколку ни помош. треба некој транспорт, пример ако е скршени заедно со рана, треба соодветно да имобилизираме за да транспортираме и при тоа да се јавиме на медицинска помош. Да. Добро. Имобилизација. Че обично кога имаме посекотина заедно со скршеници или кај отворени скршеници може да има и посекотина, тогаш значи прво имобилизираме и транспортираме. Секогаш долен екстремитет се транспортира со акичамец, а горен екстремитет гледаме дали може да продолжи со скијање, доколку не може, исто. И зависност од тоа на која патека е. Дали е на едносет, на двосет, на жути или на само подножје. Обично многу и од повредите се случуваат и на сам почеток на ски лифт, дали на жичара или на ски лифт, додека чека, додека се во гужва, може да се случи и тука. Битно е навреме да биде третирано соодветно и така. Добро. Може ли најбитно. поназад имаше нешто што прочитав што ме интересираше за Ајде. раката, еден поназад. Раката дали е модра или е топла? Да. Што е приказнато тука? Тоа е за да видиме дали има некои циркулаторни пречки, затоа што може да има пример повреда на артериски крвен сад и да биде значи модра и топла, да биде црвена и топла или модра и ливидна, односно да нема пулс, да нема циркулација. Затоа ни е битно дали имаме повреда на, да кажам, појак калибар артериски сад или не. Заради тоа ни е битно. И посебно ни е битно, значи, доколку направиме директна компресија над нивото на посекотината, ни е битно да не направиме циркулаторни пречки. Затоа ми беше како прашање ставено. Добро. Ова е како сумирање. Многу е битно да ја споменам и затоа ја ставив како најважна, значи повредите на надколеница. Тука знаеме дека поминува една од најголемите артерии, односно феморалната артерија. Ова е досега не ни се случило за среќа, но може да се случи. Многу голем ризик постои доколку биде повредена, значи феморалната артерија и можност од обилно искрвавување, односно крварење до смрт. Затоа ни е битно брза компресија за брзо запирање на крварењето. И, како што напоменав, многу е битно внимателно да се постави компресијата, затоа што ни е потребно само да се запре крварењето, не ни е потребно да изгубиме циркулација во тој екстремитет, конкретно на бутната коска. Ова е, значи, пример за дигитална компресија, ставање на преврска и мотање со завој, следен чекор. Добро, дали имате некои прашања? Ова вака малку е абстрактно, мислам, со оглед на ситуација, али се надевам дека брзо ќе биде отворена скијачката сезона и во Маврово, па ќе можеме и практично да ги извежбаме овие работи, затоа што сепак треба да се извежбат, да се пробаат за да се знаат. Еве некои од ски патролерите од Асклеп има можност да пробаат и стварно е сосема различно чувството кога го прават тие тоа. Не дај Боже да треба. Не дај Боже да треба, али убаво да се знае. Нешто сакав да додадам ново или да се надоврзам, како ски инструктори, значи овде во групата сме сите ски инструктори, меѓу другото, наша обврска е на нашите клиенти, па дури на луѓе кои што се скијачи секојдневно ги гледаме на патеката, да инсистираме на тоа задолжително сите да носат ракавици. Апсолутно. Апропо моментот што го кажавте со посекотини на прстите. Ракавицата не е само топленски изолатор на рацете, туку е на некој начин и Заштита. хате за опрема или заштитна опрема на рацете, токму од вакви повреди од посекотини. Сами кажавте и тоа го знаеме. Сите, добро подготвена скија е оштра скија со оштр кант, со оштри јабници.
и ако некој падне и во тој момент некој друг налете и помине преку раката му помине со таква оштра скија, значи има посекотина, дури може и ампутација да има на прст. Поради тоа, значи наша должност како инструктори е да инсистираме на нашите клиенти, но и на други скијачи што ќе ги видиме на скилифт или кај да се почетници или вакви или такви или приучени или недоучени или какви и да се, значи да инсистираме на тоа сите да носат ракавици задолжително. Јас би додала уште една работа, не знам, мислам дека кај нас, у нашата држава се уште не е задолжително, меѓутоа у странство знам дека е и мислам дека треба и вие да индуцирате на тоа да се носат и кацеги. Колку што е возможно, дали може со закон, не знам, ама мислам дека у другите држави со закон е направено дека сите почетници мора да носат кацеги. Да, може да се озакони таа работа, ама уште не е озаконета кај нас. Минатиот четврток имавме интересна сесија. Гостин ни беше професор Цитар од Словенија и баш он имаше интересни моменти и искажувања баш во тој дел околу користење на кацега, треба, не треба, контролирање на брзина. Така да забелешката ви е апсолутно на место и да, на пример, еве јас кога работиме со Полар, кога одиме во Бугарија, таму е задолжително, таму дете без кацега не може да дојде да скија со нас во ниеден случај, значи задолжително се бара од опремата што треба да ја носат, задолжително се бара да има и кацега. Ако нема, тогаш се изнајмува таму, става кацега и тогаш одиме на скијање. Без тоа нема шанса. Да се надоврзам јас исто така, дури во последно време почнавме да инсистираме и да се носат и бек протектори. Не само кај сноубордери и кај скијачи. Да, предавањето што го спомна Дејан, професорот Цитар таму вика дека нели ние треба сите да ги научиме колку што е можно подобро да скијаат и да бидат свесни како се однесуваат на планина. Никогаш не знаеш што може да се случи од некој друг што не е научен. Да, ние ќе научиме 99%, ама 1% јас мислам дека сепак е доволно голем ризик за да не дај Боже да се случи некоја и трајна повреда. Така да веќе еве како што кажав на моменти инсистираме да поготово за децата во нашиот клуб, во Полар, да носат и бек протектори. На времето беа скапи и ставка беше која што не секој може да се ја допушти, ама сега веќе цените им паѓаат како што се зголемуваат нели производители, така да мислам дека може секој да си дозволи да си купи бек протектор. Може ќе го поти, може ќе има одбивност од прво, го заборавив, али ама ќе се спаси од нас. Нема назад сме враќале назад деца, да. Па може и на друг начин да се упознаат со вас, може на чај. Не мора не ден Боже да бидат повредени у грбот. Бек протекторот е само дополнување. Бек протекторот за другиве што не знаат, значи тоа е еден направа која што се става на задниот дел на грбот, се залепува со чичак трака од напред и таа всушност му дава потпора, поддршка на ребетниот столб. И при било какви падови, несакани или што е и да падне на грб, значи бек протекторот е тој кој што на некој начин го имобилизира ребетниот столб и не дозволува да има повреди на тоа. Само дополнување на Ублажува падот секако. Апсолутно. И ова беше само уште едно од професорот Цитар од прошлата недела што сега, значи точно кога збореше за ова дека треба да ги научиме луѓето да се скијат безбедно, затоа што прва работа што треба да не биде нели прва основна задача е безбедноста во скијањето. Па дури и за Словенија, ако добро го приметив, а мислам дека го приметив, вика секојаш ќе ги имате оние што се локални вакви такви дифтери на скијање и сето тоа секаде. Значи дури во Словенија ги има и кај нас, така да тие се оние условно кажано најопасните што се, да не речам самоуки или мислат дека све знаат или поднучиле нешто и тука е опасноста најголема. Што најчесто ги повредуваат другите, а они остануваат интактни. Нашите камиказери. Мој близок пријател, именјак мој во Бугарија пред неколку години во Боровец доби повреда на бутна коска, му се скрши, отворена фрактура. И
од Боровец беше итно транспортиран во Софија на операција. Удрен беше од човекот позади него, значи подзастанува на стаза, од лево од десно, он е релативно добар скијач и го удира и му нанесува таква повреда. Деве го колку веќе години, 4-5 години, со рехабилитации, со не знам, за скијање мислам и дека веќе не скија. Така да треба да се пазиме нели и од други такви камикази и од околу нас што се случува, да бидеме колку што е можно повеќе свесни. Поготово кога сме со клиенти, каде што застануваме на стаза да покажеме што треба да се направи, како се направило, каде што се прави разговор, каде што не скијаме од горе до доле цело време без да се застане. Исто така ќе треба да се внимава, нели сме го спомнале веќе неколку пати, ама еве да искористиме приликата да кажеме пак. Ако нема други прашања, сакам да ве прашам нешто во врска, не знам кој е вашиот став на едно предавање, односно за спасувачи. Предавањето од кога заврши, односно курсот, таму ни рекоа доколку не се чувствувате спремни, доколку не сте 100% сигурни дека знаете што правите, подобро не правете ништо, за да не направите поголема белја отколку да направите нешто што мислите дека знаете. Апсолутно. Се согласуваме со тој став. Како што ви кажав и за повреди на кичма, значи боле ако и немаш соодветен материјал и немаш искуство, почекај да дојде помош, него да направиш некако да му наштетиш на повредениот. Никој од нас, дури ние што сме здравствени работници, што имаме доволно искуство, веќе ја препознаваме некои работи, немаме рентген у нашите очи. Значи, кога и да го видиме повредениот, не можеме 100% да тврдиме нешто. Затоа, почекај некој што има искуство, нашите патрулери мислам дека се доволно обучени, макар да го имобилизираат повредениот, да дадат добра проценка и да го транспортираат. Би ве замолила, кога ги едуцирате и вашите инструктори у иднина, да не ги советувате да не консултираат спасувачка служба. Значи, спасувачка служба е чувар на планината. Значи, они се обучени и доста се компетентни да направат тоа што треба. Башка се у константна консултација со лекар што е на смена. Така што би ве замолила да ги советувате да се консултираат со обучен кадар. Доколку има некој повреден, се разбира. И уште еден совет сега што ми текна, што вика дека може многу повеќе да помогне отколку да се интервенира, е да се запамти времето кога настанала повредата. Не знам тоа, кога ќе би дошла спасувачка служба, да се каже, не знам, падна напред, лево, десно, падна во 1,15, сега е 1,7, па дали тоа нешто би значило на докторите, на прва помош, на Секако зависи од механизмот на повреда, И од типот тип на на повреда, колку време поминало, се створи лоток, не се створи лоток, секако доколку човекот е свесен у моментот да погледа саат и да процени временски колку е поминато, би ни било од интерес, меѓутоа за крварење е пресудно. За скршеница, затворена, не отворена скршеница, не е пресудно. Може малку да се смешаме? Слободно? Значи, ланската година со колеги негде на крајот на сезоната на еден скијачки центар кој што не е во нашата држава, имавме толку непријатно искуство со спасителната служба што кај Макчалан, ако станува збор за ски центар кај Макчалан, значи колегата имаше така пат, првични повреди видливи беа само скршеница на носо и посекотини на лицето, пошто ние сме колеги, професори по спорт. Како што кажавте пред малку, ајде го обезбедивме местото, меѓутоа немавме со нас ништо да му помогнеме. За среќа или за несреќа, лекарот стигна за минута и пол, две, дежурниот што е горе. Го преврза на лицето и на носот, го запре крварењето. Колега што беше повреден, инсистираше и објаснуваше. Прво му беше грешка што не знаеше ни англиски. Извинете, малку ни се губи. Не можевме да се разбериме горе на Здравко, ако може да повториш, се укочи. Почна да сега е окей, да. Аха.
Значи, лекарот прво не знаеше англиски, не можевме да се разбериме горе на лице место. Повредениот колега му објаснува дека има болки во грбот, значи во вратот, дека му трпни раката. Тој толку, како да речем, беше, не знам дали неспремен, дали не знаеше како, повика само санка, значи добија моторна санка, дојде тој шоферот со санката, не носеше ниту корито со него, ниту шанцова кравата му ставија, ниту ништо, го седна буквално кон на магаре, значи на санката, со толкави болки, што на некои 15 на метри веќе изгуби свест колега. Ние со другиот колеги инсистиравме, не сакавме да го пуштиме да го сметнат така, ама она толку дрско однесување и непрофесионална служба, јас до сега сум поменал голем број на скијачки центри и онака не со одветно однесување не сум видел. Како го сметна е додолу, стварно не знам, со толкави болки. Го виде и таа докторката долу што е во центарот, значи не е многу голем центар, меѓутоа сепак двајца лекари да го прегледаат и да не утврдат и да не пуштат да го носиме со кола до Прилеп, значи некои 200, 150, 160 километри. Може би среќа беше, ајде што имаме ние некои минимални познавања од медицината. Го легнавме со поголема кола бевме, го легнавме, јас му поставив една вентијага, една крпа, го подстегнавме малце на вратот, пошто и ние не знаевме кај му е повредата. Кога го снимија во Прилеп, 3 вратни пршлени, значи скршени. И сите доктори што не видеа се чудеа како ви дозволиле вие да ви пуштиле да се дојдете од кај Макчево, значи 150 км со кривини. И стварно не знаеме, ние после се вративме во скијачки центар по 2-3 дена пак на скијање, пробавме да реагираме таму, меѓутоа сето се забошоти некако. И стварно секоја ви чест на вашава работа што работите во Маврово. Може би во Шапка од годинава ќе биде малку подобро. Инаку ви велам, онаква непрофесионалност на не така мал скијачки центар, стварно до сега не сме видели. Жално е што на тој начин, мислам, и лекарска грешка и несоодветна имобилизација и транспорт. И обезболување. Прво и основно, да, секојаш ние гледаме дури на терен да ги обезболиме доколку има скршеница или само болка, затоа што и повредениот се наоѓа во шок. Да, и макар малку ќе го смириш, за да можеш и да го транспортираш, затоа што прво и основно е тоа. Второ и основно секојаш да знаете кај повреди, значи на кичма, дали е вратна кичма или долу на грбот или на лумбален дел, никогаш не се става на моторна санка, затоа што и од вибрациите може да се случи и да е имобилизиран дополнителна повреда. Кичмата стварно не смееме да ја занемариме. Добро е за среќа досега што кај нас ние сме немале толку големо искуство, но сепак е многу битно соодветно да се имобилизира и да се транспортира. Баш ми е жал што поминал низ таа голгота колегата и затоа и би сакала вакви предавања и практични вештини да се развиваат се повеќе и повеќе, за да нема такви работи, затоа што тука човечкиот живот бил во ризик, сета среќа што испаднало така, али стварно можело да дојде и до параплегија, ние ја викаме, до целосна одземеност и на моторика и на сензибилитет на горен екстремитет и од ништо да се направи нешто. Затоа ова не смееме да го подцениме, дури некоја расекотина на прст, да кажеме ништо не ти е фластер, ќе ти ставам, не. Секоја работа и повреда третирајте ја соодветно, затоа што не би сакале да се најдете од другата страна со неискусен дали патролер, дали медицинско лице, стварно не е убава слика. Здравко, како е човекот сега? Беше месец и пол во болница и уште 3 месеци во домашни услови. Инаку месец и пол со трагња и да речем во легната положба. Не може. А сега? А спортување му е забрането за веќе 1 година, скоро ќе помини. За здравје му се, тоа е окей. Ги изведува, да речем, нормално движењата. Почна и да подтрчнува помалку, ама спортување со спортови со контакт му е строго забрането. Значи баскет, фудбал, такви работи строго му забрани. Квалитетот на живот му е афектиран, за жал. Да, значи кога ги видовме ние снимките после во Прилеп, ни ги покажа и докторот што го прими во Прилепскава болница тука ортопедот,
ама буквално вака од пршледот имаше дури одделено парчиња и се чудеше, тоа вика, може и тие биле само напукнати, ама во транспортот тие ги имаат Тоа е направено што го кажавме, каша со попара. несоодветен транспорт се случува дислокација и можеше да заврши на операција, што кажува колешката, и до параплегија. Да. Буквално на моторна санка го качија како на магаре со болки, со пиштење и го сметна додолу како издржа стварно не знаеме ние. Пошто ние и така му оставија и ски, па ние ги транспортиравме ските и опремата што му остана горе и така, значи толку непрофесионално, а да речем одиме на тој ски центар барем Прилеп, Битола и Да, е блиско. потесна, блиската околина, значи не е толку мал ски центар за така непрофесионално да се месува. Нешто што многу колеги занемаруваат, тоа е немаат контакт со пациент или со повреден. Значи најбитно е да комуницирате. Повредениот самиот ви кажува што наравно се случува некој да преувеличува или некој да има висок праг на болка да не кажува. Меѓутоа, лицето на повредениот и постојан контакт, комуникација, прашувајте го и по 10 пати како си сега, што чувствуваш сега, е многу битно тој фидбек да го добиете, затоа што и вие ќе знаете што да направите у соодветни услови. Еве повредениот од Здравко пријателот се време кажувал дека имал болки, и Никој не го покажувал слуша. и каде има, ама не го слушале. Тоа е најголемиот проблем. Кој цело време му посочуваше дека болката му е помеѓу лопатката и рвето. Веројатно тука некој нерв беше повреден, затоа тука го болеше. Меѓутоа на снимките кога се појави после се види дека 3 вратни прштени скршени, сите скршени. Дај Боже ја биди добро и горе-долу да се врати на макар некои со секојдневни активности, затоа што еве вака од ништо можело да помине со така со ние го викаме конзервативен третман, значи носење на шанцова кравата, Без одреден операција. период, па после тоа мирување, па после тоа постепена активност, изголемување на опсек на движење би поминал без проблем, но ете, таа несоодветен начин на транспорт и мобилизација може да доведе до, не дај Боже, и трајни оштетувања кои што нема после да се вратат. Затоа и посочуваме на тие работи, навидум безазлени ќе каже, ништо не му е, ајде ќе го транспортираме. Не е само да го транспортираш, сепак тоа е човечко суштество што заслужува еден соодветен третман. И затоа е убаво да биде едуциран тој кадар што е таму, што е чувар на планината. Океј, дали има уште некои други прашања? Затоа ви имаме вас на Маврово и затоа сме сигурни. Фала ви. Ви благодариме на сите, доколку има некои прашања слободно. Баш ни беше мило што, ете, на некој начин придонесуваме за малку да се дигне свеста и за овие наши повреди, навидум безазлени, но сепак важни. Се надевам дека што поскоро ќе се видиме на скијачки терени, дека ќе има добра снежна сезона, без разлика на корона ситуација, нели, може да успее и до скоро за сите. Доколку ја сакате, презентацијата може да ја пуштиме, но веќе е снимена, така што ќе може и да ја видите и ако сакате преку мејл може да ја добиете. Ќе имаме ние ово е сниманото така да ќе може да се гледа, али да, ако сака некој слободно нека пише, ќе ја добијат и така презентацијата како PowerPoint. Фала ви уште еднаш и од мене и како што кажавте, се гледаме горе на снег за убаво заедно. Пријатно убава вечер на сите. Пријатно. Чао. Пријатно. Чао. Чао.